Немој да дозволиш да ти помине Рамазан, а да не се дружиш со Куранот. Зошто? Снимај зошто. Постот е Куранот. Че праваш шефат во суден ден за верниците, рекол пегамбер сам, че дојде постот и жешит, ја Аллах, овај го остави јадењето и пиењето и страста за мене. Смилувај му се, Аллах акбар. Че дојде Куранот, че жешит, ја Аллах, овај го остави сонот во долгите ноќи за да ме чита на мене. Смилувај му се. И затоа треба добро да се однесуваме со овие два големи ибадети, а специјално во ова време. Да не дозволиме да ни помини Рамазано, зашто велите Аллах Джелешану, браќа, ајјамен ма'дудат. Постот се неколку денови. Ајјамен ма'дудат, неколку денови. Влегува два му, и кога помина сите викаме копо, ако немаш добар план, програма како да го спроведеш во ибадет, брзо ќе ти помине. Да знаеш, нешто што треба да правиме во овој месец е да го обновиме нашиот иман. Многу голема шанса. Во овој месец да го обновиме нашиот иман, како дошло во хадис, иманот старејт, се парат во срцата на некој. Велит пегамбер сам, и барајте од Аллах да ви го обнови иманот во вашите срца. Најдобра прилика, најдобра шанса е месецот Рамазан да го обновиме, да го оживееме, да го направиме нов нашиот иман. Со тие дела, со тие ибадети, со тој рахмет, со таа атмосфера што е носи овој месец со себе, да го обновиме нашиот иман. Да го направиме нов, да го направиме тазе. Често знаеме да кажеме, кога сум се упатил, како влезет имало ова, како влезет имало намаз, не сум дозволил да ми бега ни еден текбир почетен во намаз, сега не го чувствува. Зошто? Остарел иманот. Иманот барат обновување. Да се обнови барат.